Молебен за младенците денеска од 17 часот и 30 минути ќе се одржи во соборниот храм Свети Никола во Штип. Станува збор за богослужба посветена на младите брачни парови кои стапиле во црковен брак најмногу една година пред празникот, посветен на светите 40 маченици војници од Севастија. Поканети се сите кои стапиле во црковен брак, а целта е благослов и духовна поддршка за нивниот заеднички живот. Предвидени и пригодни поклони од страна на епархијата до сите кои што ќе присуствува. По повод овој празник во сабота попладне имаме пратено покани и до сите младенци, млади брачни парови кои се стапиле во црковен брак од младенци минатата година до младенци сега, со тоа што треба да дојдат овде во храмот во сабота во 17 часот и 30 минути, да понесат со нив свеките што се останати од венчавката, вино и погача, потоа ќе сослужи вечерна богослужба и молебен за успех на младите брачни парови. Господ Бог, еве во првата година, па и натака во животот, да им зачува брачната врска нераскинлива, да ги благослови со рожби и да си го продолжат животот понатаму со радост и вера во Бога. Затоа ги повикуваме повторно, ќе кажам, во сабота во 17 часот и 30 минути да дојдат овде во соборниот храм Свети Никола, каде што после ослужената вечерна и молебен ќе им подариме и по еден пригоден поклон на сите млади брачни парови. Сите 40 маченици војници настрадале во Севастија за време на гонењето на христијаните од царот Ликини. Овие биле млади војници и кога почнало гонењето на христијаните, тие исповедале дека се христијани. Биле дадени на суд, па судијата најпрво се обидел со ласкање, со ветување на големо богатство да ги одврти од христијанството, им ветувал слава, големи чинови и така натаму, но тие не прифатиле никаква земна слава, но му кажале на мачителот дека најголема слава има човекот на небесата кога ќе се соедини со Христа. Биле дадени на луто мачење, судијата наредил на слугите своји да ги каменуваат, па така чудото Господово се појавило уште веднаш кога тие слуги почнале да маваат со камења врз 40-те војници Христови. Камењата се враќале и ги ударале нив. Дури еден камен го ударил и судијата и му ги изведил забите. Овие 40 војници жестоко биле мачени. По каменувањето биле однесени кај блиското езеро каде што ги фрлиле во водата. Таму пак бидејќи било многу ладно, водата почнала да замрзнува покрај нивните тела, а пак мачителите сакајќи да ги измамат овие Христови војници, подготвиле топла бања кај езерото за да некој се измами и влезе во топлата вода. Кога и ова го одбиле мачениците, еден од нив се предомислил, излегол од езерото и влегол во топлата бања. Во тој миг од небото се спуштиле 40 венци и паднале врз главата на мачениците. Еден венец останал да стои над водата, бидејќи оној кој што излегол од езерото отпаднал од верата. Па така еден од чуварите кога видел дека тој венец е слободен, се прекрстил, го исповедал Христа, се соблекол и тој влегол во езерото, и тој венец дошол над неговата глава. Така овие маченици загинале, а наредниот ден локалниот епископ на сон му се кажало со клериците да ги извадат телата на мачениците. Преку ноќ тој отишол со нив и со народот ги собрале и ги погребале.